друге смено забавни. Ми приредуваме и представи, не носиме во авантури со нас. Ловиме и летаме во дим. Едно нешто ке ви треба вашата фантазија. Никој овде не е тажен, сите сме дел од овој тим. Во тим. Коби, многу си паметен. Зашто служат палците? Јас, за да ги чува ноктите на место. Зошто е мокра водата? Зошто сакаш да скокаш во барички? Навистина морам да одам во... Тоа не е причината. Зошто е мокра? Зошто е било што мокро? Ќе ти кажам подоцна, но јас навистина морам да одам се... Но зошто е? Мија, мислам дека Коби се обидува да каже дека... Мора да одам во тоалет. Но зошто не ми го кажа тоа? Мислам дека се обидуваше, но вака. Оу! Ајде, Еди, ми даде одлична идеја за нова игра. Навистина? Кул! Зошто кучињата се однесуваат како кучиња? А зошто кравите како крави? И зошто прасињата се однесуваат како прасиња? Може би треба да прашаш прасе. Например, кралот Праселот. Кралот Праселот, кој живее во прасетон палатата? Супер идеја! Да одиме! Да! Ајде во авантура, Со нас дојдете, забавно е ке биде. но прво ќе запееме. Ќе запееме, ќе запееме, ќе запееме, ќе запееме, ќе запееме. Ајде во авантура И во споделни сме ние, и одиме. заедно поканjeni се да ни се придружите. Почекајте ме. Кралу Праселот, зошто прасињата се однесуваат како прасиња? Зошто прасињата се однесуваат како прасиња? А зошто е тоа така? Ба не знам. Но вие сте прасе. Навистина? Ау, да, изгледа дека е така, да. Смешен сте. Вау, ти благодарам. Но син ми не мисли така. Тој никогаш не се насмевнува. Тој делува така несреќно. Зошто? Не знам. Може би вие можете да дознаете. Би сакале да се сретнете? Да, зошто да не? Тоа би било фино. Повикајте го принцот Праселот Прасе. Здраво, принцу. Здраво! Здраво. Сакаш да си играме? Што велиш за пикник? Одлично! Зошто не отидеш со новите пријатели на кралски пикник? Донесете ја кралската пикник кошничка. И ве молам принцот да остане чист и уреден, бидејќи тоа е кралски манир. И не заборавајте, треба да дознаете зошто тој никогаш не се смее. Тој е таков, мислам... Немтурко? Да! А што е тоа немтурко? Тоа е некој кој не знае да се забавува. Да, се разбира. Па го знаев тоа. Само сакав да се погрижам дека и ти го знаеш. Ве молам, забавувајте се, повелете. И доколку работите станат неуредни, дувнете во кралското свирче и јас ќе дојдам и ќе ги средам работите во еден кралски манир. Во ред, тогаш, уживајте во денот. Ке сакате ли да ми ги подадете кралските синдвичи, ве молам? Да, со големо задоволство. Принцу Престон, дали би сакале да пробате сендвич? Многу ви благодарам.
Mnogo je učtiv za jedno prase. Дали да дувнам во свирчето и да го повикам кралот праселот? Не го вознемирувајте, кралот, ние ќе го исчистиме принцот. А освен тоа, тој ми делува некако среќно. Много убаво, ви благодарам. Што е следно? И ја играме играта, така што почнувам да раскажувам и одиме наоколу во круг. И секој додава по нешто во приказната. Одлично! Секако. Еднаш одамна си бил еден принц. И тој имал... волшебна круна. И кога принцот стоеше на глава, тој се вртеше многу бргу, многу бргу. Твој ред, принцу. И така, токму тоа принцот и го направи. А? О, не! Уи! И си живеев срекно до крајот на животот. Што е следно? Добро, време е за кралска трка со вреќи во стилот на Теса. Секој влегува во вреќа и се трка до целта. О, не! Принцот прави неред. Повторно. Ке дувнам во свирчето за да дојде кралот и да го исчисти. Не, Теса, почекај. Се сеќаваш кога кралот не замоли да дознаеме зошто принцот никогаш не се смее? Погледни го сега. Тој е среќен како прасе во калта. Точно. Прасето може би е принц, но тој исто така е и дете прасе. Ако размислуваме како него, ќе сватиме што е тоа што го прави среќен. Да бев прасе, се што би сакала да правам е да се тркалам во кал и да правам голем неред. Токму така. А кој е најдоброто место за тоа? Фармата! Зошто кралот праселот не му дозволи на принцот да биде прасе? Веројатно е крал многу долго и заборавил како се забавуваат прасињата. Кралот би требало да го види ова. О, тоа беше брзо. Дали принцот е добро? Се сеќавате кога прашавте зошто не се смее? О, да, навистина. Како што секогаш велам, тој е вистински немтурко. Тој не е немтурко. Тој е среќно прасенце. Но! Еден принц не смее така да се однесува. Тој може би е принц, но тој е принц прасе. А прасињата обожуваат кал. Тоа го дознавме размислувајќи како него. Размислувајќи како некој друг. Дали кравата би била срекна да кукурика или да млеко продава во продавница? Да мукај прави млеко, ја усрекува. Кравата го прави тоа што го знае таа. Дали може кокошка да вози камион и да крева тули тешкиот еден тон? Кокошките несат јајца и тоа е вистина. Кокошката го прави тоа што го знае таа. И кога би бил јас конј, што би посакал? Во јадење сено јас би уживал. Да, и да имам прасечки ум. И еден прасечки глас би скокнал во кал и би запеал в час. Како добри другари, за да се покажеме И нашиот син за да го усрекиме. Погледни го светот, од него фагол ти. И тоа што е правилно Направи го ти. Така е. Тоа е размислување како прасе. Еди ми даде идеја за една игра кога скокаше преправајки се дека му се оди во тоалет. Се што треба е да се преправаш дека си буделец или среќен или луд или што и да е. Јас ќе започнам. Јуху, да! О, човече, јас сум толку вау! Ова е уху! Се чувствуваш возбудено? Да, возбудено.
Moj red! Tada! Чувствуваш среќа? Али си срекна? Да, и навистина сум срекна, зашто дознавме како да го срекиме принцот прасетон. А тоа го сторивме размислувајќи како него. Како добри другари, за да се покажеме и другарот наш да го усрекиме со неговиот ум. Ти размислувај и сега е време да најавиме крај. Нак синхронизација и техничка обработка. Студио Кларион.